Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Господине Зоран Заев, ајде излези и прифати ТВ дуел со председателот на ВМРО ДПМН господин Христијан Мицковски. Ајде осмели се, прифати излези. Каде сакаш, кога сакаш, на кој медиум сакаш, со кој новинар сакаш, на ТВ дуел со председателот Мицковски. Не биди кукавица, не биди плашлив, ветуваше дебата за се во општеството, ветуваше дебата дека ќе има не баре секој ден. Па еве Зоране Заев прифатија понудата за ТВ дуел уште веднаш. Немој да се криеш позади паушални изјави, повели уште веднаш прифати и кажи каде ќе се одржи ТВ дуелот и кога. Граѓаните заслужуваат да го видат твоето лицемерие кон нив. Република Македонија за жал е клекната на коленици. Зоран Заев и СДСМ ја клекнаа и ја зацрнија Република Македонија. Граѓаните немаат доверба повеќе ниту во институциите, ниту пак им веруваат на СДСМ и Зоран Заев. Откако е СДСМ на власт, мафијата си доби држава, а државата и граѓаните секојдневно страдаат. Криминалот по улиците царува, корупцијата е навлезена во сите пори на општеството. Судството е заробено од страна на Зоран Заев и СДСМ. Оливер Спасовски и искомплексираниот Димитров наитно треба да си поднесат оставки. Ниту Оливер заслужува да биде министер на честитиот македонски народ, ниту пак Димитров заслужува кој ги омаловажува и навредува граѓаните на Република Македонија. Жалосно. Граѓаните тонат во сиромаштија, компаниите се пред банкрот, економијата ни е крахирана. Згора на се, Заев и Тевдовски воведуваат даноци кои дополнително ќе ги осиромашат граѓаните. И наместо 500.000 сиромашни ќе станат 1 милион сиромашни. Бараме подитно повлекување на законот за зголемување на даноците. Почитувани, неопходно е формирање на комисија која што ќе ги анализира, систематизира и преслуша разговорите од прислушувањето на јавните обвинители, судиите и нивните соработници. За овој најголем скандал треба да се сноси одговорност и некој треба да одговара. Почитувани господа од СДСМ, ветувавте чист воздух и живот, а вие наместо тоа спиете, си играте игрици и ги исклучивте мерните станици за да не гледаат граѓаните дека во моментов е позагадено од било кога. Вратете ја назад гасификацијата и прекинете со оние мерки да го лажете народот како што е бележењето на возила и слично. Бараме да ја почитувате волјата на граѓаните која изразија на 30 септември на референдумот. Целиот народ е свртен против вас, не одете против народот. Година и пол не направивте ништо корисно и добро за граѓаните. Почитувани, еве ви шанса да ја направите првата корисна работа за државата и граѓаните, а тоа е да ги прифатите нашите барања. Уште еднаш до Зоран Заев. Прифати го дуелот и не се кри. Каде сакаш и кога сакаш. За граѓаните и јавноста. Конечно да можат да пресудат кој е во право, а кој греши. А граѓаните веќе знаат дека Зоран Заев не е во право и Зоран Заев греши. Благодарам.